Добра вечер, почитувани гледачи. Јас сум Драган Милосаљевиќ, а ова е емисијата Заспи ако можеш, емисија која што веќе 4,5 години главно ве заморува со анализи, со разговори, дебати на прилично компликувани и тешки теми, ако сме реални, прилично мрачни за нашето општество, па и за светот во целина. Едноставно не сакаме да бегаме од реалноста, последните месеци не сакам да бегам од реалноста, како Горан замина, продолжив по истиот пат, затоа што ако се соочите со она што е факт, со фактичка состојба, веројатно вие полесно, бидејќи тогаш признавате дека има проблем, а потоа тој проблем, кога веќе го признавате, може да почнете и да го решавате. Но, верувам дека понекогаш барем треба да се свртиме и кон поубавиот дел од приказната, кон она што ја прави суштината на животот, ако сакаме, а во најголем дел тоа место и припаѓа на уметноста. Не сум сигурен дали овој вовет адекватно ќе го објасни разговорот кој што вечерва ќе го водам со мојата гостинка, но ете морав да се обидам. Јас сум човек кој што со уметноста нема, не знам какви линии врски. Своевремено бев актер во аматерски театар и половина година свире во мандолински оркестар, во 5 и 6 оделение, никогаш ништо не научив, но сакам да разговарам со луѓе кои што имаат влијание во јавноста и кои што се докажани во уметноста, конкретно во музиката. Вечерва и велам добра вечер и добре дојде на Адријана Јанеска, музичар, професор по музика на ФДУ и од неодамна доктор на науки. Здраво, здраво, Драган. Благодарам за поканата, задоволството е мое. Да. Морам да признам, овие емисии за мене се потешки, затоа што од една страна, како што реков, не сум баш нешто посебно информиран за уметноста како така, за музиката можам да зборувам само за личниот вкус, Добра. што не е кој знае каков. Меѓутоа, она што треба да го извадат ваквите разговори, предпоставуваме, она што се нарекува доброто во оваа земја, квалитетното во оваа земја, убавината со која што можеме да се гордееме и не е ова само празна фраза, навистина го мислам тоа. Прва прилика ми е да разговарам со вас, иако се познаваме лично известно време. Морам да признам, вашата кариера ја паметам од пред 20 и неколку години. Да. Меѓутоа немав прилика да се запознаеме лично и немав ни, како да кажам, идеја за каков човек се работи, се додека не видов една наистина спонтана, едноставна господја во случајов и просто помислив зашто досега не била во мојата емисија. Па ете, сега дошло време. дошло времето. Ајде да почнеме од ова што е најново. Од пред буквално неколку дена станавте доктор на науки. Добро, докторската дисертација е одбрана во ноември минатата година. Така? Да, меѓутоа сега пред неколку седмици беше практично на официјалното прогласување во ректоратот. Со тоа што мојата тема беше македонското традиционално народно пеење во Мала Преспа, Голо брдо и гора и ја одбранив на Институтот за фолклор. И сега некој ќе се праша каква врска имам јас со фолклорот, бидејќи сепак јас сум класичен музичар. Дипломирав виолина, класична музика, магистрирав исто така класична музика. И ова за мене беше исто така нешто ново. Некој нов терен, неизвесен, не знаев што ме очекува. Меѓутоа се нафатив, јас сакам предизвици, сакам цело време да учам нови работи и си велам ајде да видиме што ќе биде од сето ова. А најмногу се нафатив заради тоа што претходно никој не го имаше ова истражувано. Значи имаме ние доста фолклористи, етномузиколози и така натаму кои што истражувале во овие региони. Значи станува збор за региони во Албанија денешна каде што живее македонско население. Така е. И кој што токму сега се под притисок од соседните држави, меѓутоа и тогаш беа, бидејќи јас ова истражување го почнав 2014 година, пред 10 години. 10 години? Да. И тогаш на идеја на професорката Катерина Тодоровска од Институтот за национална историја, практично отидов заедно со неа да истражувам.
Таа ми помогна малку околу логистиката, бидејќи знаете кога ќе отидете таму, не секогаш секој е расположен да пее, да разговара, да ви информира и така натаму. Баш кај што многу од луѓето таму ми кажа колку биле тука да снимаат, па ништо од тоа не испаднало. Да. Значи веќе луѓето се чувствуваат и изманипулирани и така натаму. Така што сметам дека им го должев тоа, иако помина 10 години, сега овој труд ќе биде преточен, тоест веќе е книга и промоцијата на книгата ќе биде на 1 јули. Сега, да. 11 Така е, да. Во Мала Преспа, во музеот таму ќе биде промоцијата, да. Во музеот на Стерио Спасе, тој е македонски писател, во кој што живеел во Албанија. Меѓутоа, навистина исто така, многу песни има собрано и се служев доста и со неговите материјали. Таму ќе биде, значи, промоцијата и еве ги поканувам сите наши македонци од тој крај Преспа, преспанските села околината, да повелат, значи, 1 јули во музеот на Стерио Спасе. Па и секој од Македонија што има волја... Да, меѓутоа, бидејќи музеот е сепак помал, јас би сакала да направам и една промоција овде во Македонија, меѓутоа тоа би го направила септември, некаде. Прво, честитки, да, секоја чест. Од друга страна, морам да кажам, кога ќе ја видам ова прилично дебела книга, докторска дисертација, не е шега, Господ знае колку часови, работа, труд, колку патување на терен, особено што ова е специфична проблематика. Да. Луѓе со кои што треба да се сетете, сето тоа да се преточи во конкретна научна дејност, значи воопшто не некој ќе рече зошто? Дијана Енеска, вие сте објективно познат музичар, позната пејачка со децении практично, ова малку ми звучи со децении некако како со децении, ама ете. Па добро да си остаравме, за не е ништо страшно. И од друга страна, исто така во класична музика, професор сте на факултет, сте избрали нешто што е многу специфично, многу тешко веројатно да се направи и не ви е во домен, меѓутоа тука претпоставувам дека влегуваме во оној момент кој што за вас е особено познат, таа љубов кон се она што се нарекува македонско творештво. Денеска, можеби денеска веќе не, меѓутоа во последниот период, за жал, љубовта кон македонското генерално, не само творештво, култура, историја, што и да е, стана нешто што воопшто не е мејнстрим. И не е авангарда, а треба да биде, напротив, стана нешто што на луѓето им предизвикува одредена душевна болка, а да не зборувам за нешто друго. Така е, да. Ако кажам дека собирањето на песните и на материјалите беше најлесниот дел, иако тогаш бев бремена, еве ќе кажам, значи 2014 во 6-тиот месец од бременоста одев по селата, ги собирав песните, значи со снегови. Добро, претпоставувам дека во тие планински села, да раскажувам, меѓутоа стварно беа тешки условите, тоа сакав да кажам. Заради тоа што јас со мене го земав и тогаш, сега 12 годишен син, тогаш 3 години имаше син ми, поголемиот, значи, а со второто дете бев бремена. Значи, заедно со него. Значи, можете да замислите сега какви се тие патувањата, на што личеше, нели, како сето тоа изгледаше, бидејќи секогаш гледам кога ќе имам такви прилики да бидам и со децата заедно, значи да не ги оставам сами. Така што и тој беше заедно со мене. Навистина беа тешки условите за истражување, меѓутоа јас мислам дека морам да бидам презадоволна заради тоа што многу од информаторите кои што тогаш ги начекав да кажеме, да ги снимам, денес повеќе не се живи. А за жал не секогаш оставаат достојни наследници, значи например сега еве повторно јас секоја година скоро одам во тие предели и веќе некако си заживеав таму, многу ми е убаво. Лани кога бев летото во Пустец, баш се распрашував, нели, и веќе збориме за луѓе што имаат 70 години веќе, значи пак се постари луѓе, не ги знаат тие песни, кои што јас ги имав снимено и мелографирано. Заради тоа што тие се навистина многу стари песни. Сега, значи, јас ја имав таа среќа да ги снимам тие. Па практично сте ги спасиле во бесценето, што е многу важно, затоа што тоа се најчесто не пишани траги, туку нешто што е традиција од, како се вика, од генерација на генерација, од колено на колено и од глас на глас. Исчезнуваат. Сега, например, татко ми, еве, кој што знае многу илјадници песни, не може да се сети од баба му, например, нека песна која што ја пеела, да ја отпее автентично, сакам да кажам, како што ја пеела таа. Добро, но тоа е, претпоставувам, грешка институционална.
Го разбирам вашиот тоа. порив, желбата и секоја чест, меѓутоа кога ние би имале и општество кое што се грижи, по принцип се грижи, затоа што така треба, веројатно сите тие нешта би биле заштитени многу порано. Па штета, еве јас во трудот имам и во вториот дел од трудот имам како еден дел каде што се поместени оние диалектни разговори, значи кои што не се лекторирани, јас инсистирав да не бидат лекторирани за да се пренесе автентично говорот, значи на луѓето таму. Колку се разликува тој говорот? Па има, значи се е опишано, значи во различни региони различни, значи различен е говорот, меѓутоа е припаѓа на да речеме македонскиот ареал. Сега сакав да кажам дека од тие моите информатори еден вели ние вика од уста вадиме леп што се вели за да ги печатиме нашите книги, а нашата влада ништо не помага. Сега зборуваме нели за претходните години. Така што тие луѓе се уште и под тие притисоци се осознаваат како македонци. Јас таму кога бев не ги присилував да кажат што се, значи јас се уклучив снимач, се представив, кажав... Нити па им извадивте пасош на одредена држава и ги мечете овој ве носим из Европа без проблем. Така е, значи уклучив снимач, се представив, кажав што ќе снимаме и за која цел, нели? Сите се согласија и сите се како што кажав, осознаваат како македонци, без разлика, значи христијани или муслимани, например, во Гора и во Голо брдо има доста муслимани, како што самите велат, 300 години има вика како сме менати вера. Да, меѓутоа националноста не. Па тоа е. И сега, да, рековме дека притисокот тамо постои евидентен на еден извештачен начин, морам да признам, затоа што навистина тие луѓе не може да имаат никаква логика со Бугарија која што е на исток. Па нема. Меѓутоа, во Грција и во Бугарија, секога влеговме во оваа прилично сензитивна тема, исто така, во последниве години, јас со Илија Димовски сум разговарал повеќе на таа тема, бидејќи тој многу сака да оди во тие предели. Во последниве години успеавме да видиме за нас речиси нереални сцени, каде што, не знам, во некое село во Егејска Македонија, се извинувам на соседите ако погрешив со изразот, гледате млади луѓе кои што пеат, се веселат, играат на некои ора и песни кои што нас не се разбира повеќе или помалку познати, нешто што мислевме дека за тие луѓе од таа страницата е веќе заборавена работа. Меѓутоа тие го одржуваат. Така е. Да не зборуваме дека немаат никаква помош од овде, дека се буквално оставени на ветрометина, меѓутоа тие го прават, тој кога ќе видите човек од 20 години, се напамет зборам девојка од 23 години, никој не ја присилил повторно. Меѓутоа го прават тоа. Сте имале прилика да дојдете тамо да ги видите или? Во Егејска Македонија немам истражувано, меѓутоа тоа ќе биде мојот следен предизвик и се разбира и во Пиринска Македонија, меѓутоа еве кога спомнавте веќе, тоа и беше поентата на бугарите. Значи ако се да речеме декларираше населението таму како бугарско, да речеме, нели, тогаш и ние би требало, нели, на некој начин да сме. Меѓутоа, среќа, тоа од секогаш постоело. Значи, го имам јас запишано овде, со име и презиме ги имам запишано и најдено, значи, во стари некои списи податоци, кои биле тие кои што всушност носеле бугарски книги и учебници таму во Мала Преспа, да, и секогаш си постоеле такви некои луѓе, кои што не знам од кои причини тоа го правеле. Меѓутоа, еве, како што реков, нашите македонци таму не подклекнале, и се уште едноставно се представуваат како македонци, дури ќе кажам, еве, тие си останаа македонци, а ние граѓани станавме. За жал. Значи, ова докторска дисертација и за буквално за неколку дена книга има и историска димензија. Ова не е претерување. Информациите внатре, значи, освен уметничкиот несомнено квалитет, добиваат и историски... Дефинитивно има, значи, географско-историски и демографско-социополитички особености на сите региони, ги опишувам. И има некои интересни историски податоци. Тука се служев со доста литератури од професорката Катерина Тодоровска, која што е историчар. Меѓутоа, јас сакам да кажам и дека без помошта на мојата професорка Родна Величковска немаше ништо од ова да можам да направам, бидејќи сепак на крајот на трудот се оние анализи етномузиколошки, каде што навистина ми требаше помош. Така што тука ги разработувам тие, има доста етнолошки моменти, значи, например, ја обработувам свадбата како посебен еден обред на премин кај македонците и таму, нели, во Албанија.
и буквално значи секој детаљ од свадбата. Ние лаиците ја знаеме само галичка свадба, така нели? Да. Оние 2 дена таму, меѓутоа сигурен сум 100% дека буквално секој регион во Македонија и географска има такви автентични приказни кои што навистина мора да се забележат за идните генерации. Тоа е, па ја имам опишано и свадбата и секако значи главното од се е всушност песните кои што ги најдов каде и во која прилика се пеат и какви се жанровски, нели? Значи имав најразлични песни, значи календарски обредни песни, песни од животниот циклус, ороводни, лирски, печалбарски, балади и така натаму. Значи овие 10 години практично биле дури и малку за да се создаде се во ова. Јас не се шегувам, навистина ми импресивна. Па не се малку, затоа што како што кажав, треба сепак да се обработи нели материјалот добро и да се конципира, затоа што неколку пати размислувавме како тоа да биде, дали посебен секој регион, дали сите заедно, затоа што сепак сакам кога ќе нели ја чита некој книгата и некој што не е музичар или етномузиколог да биде интересно и да ја чита, нели. Тоа беше поентата. Па има значи такви елементи и мислам дека ќе биде интересна за сите. Јас се надевам дека ќе биде инспирација за некои следни истражувачи да продолжат едноставно по апсолутно порака до сите што ќе се инспирираат од оваа работа. Можеше оваа книга и да заврши на клада во одредени околности. Имаше некои такви идеи дека одредени литературни или без разлика научни дела кај нас би можеле да завршат запалени, бидејќи се непотребни, нели? За среќа, верувам дека времењата се менуваат и се освестуваме сите заедно од една глупост во која што навлеговме како народ, навистина, но ме интересира мене нешто друго. Јанецка, рековме, вие сте позната пејачка, поп-пејачка, така? Со долги години би требало таа кариера да ги задоволува, како лаик го зборувам ова, би требало да ги задоволува амбициите на еден човек. Несомнено сте многу успешна, обстојувате на сцената, од друга страна сте професор на факултет, што е исто сериозна академска кариера. И сега на сето тоа и ова, на сето тоа постојано ви има во некои настани нешто создавате. Може би глупаво, не само лаично прашање, но од каде толку енергија? Сопруга сте, имате две деца. Значи човек во такви околности сака малку и да се смири, претпоставам. Ова активност бара многу часови дневно. Да, бара, меѓутоа, како што кажав, например, јас себе не губам време за некои работи кои што сметам дека се бесполезни. Например, не знам сега кафиња по пецата, да пијам со некој или разговори на телефон. Лоша порака за многу мина. Добро, да. Значи, многу сум, како да кажам, конкретна кога ги практично со времето, така е, да. Значи, јас точно знам за што, колку време ми треба, не се договарам и не ветувам нешто ако не можам да го исполнам. Например, сега важи ќе биде и после да не можам да го исполнам. Значи, можам да претпоставам колку време за нешто би ми требало и тоа е вака од прилика. Значи, имам ориентација во времето. Во времето и просторот, да. Тоа се квалитети веќе прашање на карактер, претпоставам. Јас многу мразам доцнење, на пример, најчесто се дружам со луѓе кои што доцнат во животот, нема да ги именувам сега, што доцнат многу во животот. Оној дел што исто така ми е посебно интересен, не само заради оваа работа што барала многу труд. Вие сте повторно на еден начин чуден лик, ако така смеам да кажам, за македонски стандарди. Кај нас генерално човек кој што се занимава со музика, човек што се занимава со условно кажано напредни форми на активност, не оди во иста линија со условно кажано, повторно условно многу го спомнувам овој збор, со патриотизам, со љубов кон својата земја. Не е модерно. Излегувате од контекстот, излегувате од правилото речиси. Се подразбира кај нас тој лик на луѓе на кои што вие им припаѓате да бидат лабави. Да се ја гледаат својата работа и знаеш, на мене не ме интересира политика, мене не ме интересира ништо, ја работам овде, правам пари, не ме замарете, не навредувам никого, секој си има свој избор. Меѓутоа, вие сте исклучително видлива на тоа прашање. Никој не може да каже Адријана Елејска е национално неосвестена. Напротив, вие толку многу ја пропагирате љубовта кон татковината, отворено да кажам, што тоа дури е за мене необично, би требало да е нормално. Јас не знам, во некоја друга земја во светот тоа би било, па да. Секој би рекол, па што, меѓутоа во Македонија тоа е необично. Па необично е, штета што е така, бидејќи ние како
земја многу имаме повеќе со што да се пофалиме отколку други некои земји, каде што одиме како туристи, се шетаме и гледаме дека од се нешто прават туризам. Така е. Се сеќавам веднаш во Турција бев на одмор и не знам, нека баш мала пештера, нека беше 2 метра. Значи од се прават спектакл апсолутно, да. Па ние значи не знам од кај да почнам веќе, па приказни од тоа, па историјати, па митови разноразни. Па ние не треба да измислуваме приказни за некои такви пештерчиња, ние имаме колку сакате, значи, такви природни убавини. Каде да копнеш излегува нешто. Апсолутно, да. Да не зборуваме за историски артефакти и така натаму. Така е, вистина, ние само тоа може да живееме. Од туризам, наискрено го мислам тоа. Затоа што на вистина имаме со што да се пофалиме. Не знам од кај да почнам. Од матка, од врело, од Охрид, од Преспа, од Кокино, можеме да бескрајно. Кокино, да. Сега ние имаме планини кои што во многу нешта подсетуваат на швајцарските или на австриските Алпи, меѓутоа тамо од едно езерце прават чудесен спектакл и доаѓа светскиот джет сет тамо да зимува или да летува кај нас. А кај нас еве Шара е масив со над 2500 метри најдолг, мислам дека во Европа, не знам сега да не тропнам, ама сигурна сум дека е така. Исклучително место е, да. И тоа е тоа, некако не ги искористуваме тие потенцијали кои што ги имаме во државата, а имаме многу голем потенцијал. Тоа е веќе повторно системски проблем. За тоа често пати говорим, тоа е системски проблем. Мора државата, институциите да најдат начин сето тоа да го вгнездат, организираат, комплотираат и да создадат продукт, условно кажано, кој што ќе биде лесно извозлив и платлив. Меѓутоа, оној вториот дел што мене ме интересира, вториот дел е личното чувство. Да, па тоа сега човек не се раѓа сега реално со чувство на патриотизам. Се раѓа со чувство дека плаче и му треба храна. Но некој мора да го внесе во приказната. Па тој некој е семејството, тоа се родителите, тоа е домот во кој што растете. Ако сте растеле во таква средина, нормално е дека и вие така ќе ги воспитувате своите деца. Значи за мене е несватливо како може некој да не бил во Охрид, а бил во Њујорк 5 пати, на пример. Да. Значи, а има такви примери многу. Демек многу е модерно, нели, ваму да одиме или онаму да одиме. Значи, затоа велам, јас, на пример, така сум растена. Не дека моите родители нешто цело време повторувале и биле онака, нели... Не, но лесно е да се прифати нешто што природно тече. Меѓутоа, ние, како деца, сме оделе секој лето, на пример, во Охрид или во Струга, сме оделе на матка, на треска. Значи, во музеи татко ми ме носел како дете. Нема кај не сме биле. Значи, сакам да кажам, пак се потекнува од семејството, кога нема да фрлаш ѓубре на улица. Тоа е патриотизам исто така. Значи да си ја сакаш, нели, земјата. Тоа е вид на патриотизам кај нас ете недостасува, да. За жал, таа критика мора да се фактичка и мора да се каже дека е таква. Меѓутоа тоа е, кога сме седеле на трпеза, некогаш пееле народни песни, нели, никогаш не се слушале туѓи некои песни, секогаш македонски народни песни. И тоа влегува потоа тоа мене ми било нормално, значи. Така што сега и на моите деца тоа ќе им биде нормално. Добро, на училишниот аспект изостанува. Кој аспект? Училишниот. Не затоа што целиот образовен систем кај нас во моментов е во лоша состојба, ние нели се борат децата да добијат некој учебник у септември, така, или не знам во јуни. Во јуни го добиваат, у септември е незамислива работа. Меѓутоа, тоа е само оној условно кажано организацијски дел. Второто е дека во училиштата нашите деца не се учат нови основни вредности. Секоја чест за наставниците, повторно нема намера да критикувам никого, прочем вие сте професор, па сте дел од таа приказна. Разбирам и дека платите се скромни, разбирам дека условите се лоши. Меѓутоа децата освен она набубано знаење што мора да го добијат. Тоа е систем и тоа треба да се промени. Не ги добиваат оние основни човечки вредности. Да не правиме паралели со Финска која што има совршен образовен систем каде што децата буквално ги третираат како мали дами и господа кои што треба да се насочат како да научат. Имаат индивидуален пристап, тоа е разликата со школството во Финска и со нашето школство. Нашето школство не може да се споредува, не со Финска, не може да се споредува со... Сакам да кажам, индивидуално на секој дете му се пристапува и не се оди понатаму додека не се совлада
таа материја до каде што се стигнал. И додека не се увидат потенцијалите. Па тоа Она е, што е да. клучно. Не можеме јас и вие да бидеме исте, вас Господ ви дал талент за музика, мене за нешто друго, не можеме да одиме во иста приказна, едноставно да. тоа нема логика. Да. Ако одиме, тоа за мене ќе биде наследство, вие ќе уживате или обратно, па се разбира. Мене кога сум требал да имам часови по математика, јас така сум се чувствувал прилично лошо. Не ми било убаво. Во секој случај, домашниот принцип е многу важен, меѓутоа системскиот останува проблем во Македонија и ќе мора многу да се работи на него. Колку е тоа тешко во, еве да речеме, на музичка академија? Затоа што таму вие доаѓате со талентирани деца, имате работа. Јас имав прилика во неколку пати да ги слушам вашите ученици. Добра. Во случајни пригоди и не знаев дека се ваши ученици, додека не ги видов со вас како сети дека викаат професорке. Се направив паметен една наша ученичка и реков дека и треба 2 октави повисоко да пее, што не знам што е тоа, само го кажав така, веројатно не ни постои 2 октави повисоко. Потоа и Друловски го прашав дали постои 2 октави повисоко, ме гледаше вака зелено. Ми рече не сум сигурен дека знаеш што зборуваш, реков немам појма, но тие деца начинот на кој што ве слушаат додека зборувате, не зборуваме во училница, не знам, туку буквално на улица, покажува неверојатно почитување, неверојатен оној поглед на човек кој што има однос кон некој друг. Колку може тука да се влијае, зашто сепак уметноста нели нема граници, нема бариери, меѓутоа од друга страна човекот што се насочил во тие води да му се всадат и овие други вредности кои што можеби недостасувале заради манјкавоста на другите системи на образование. Според мене тоа е прво нешто што треба да го направи секој педагог, а после се другите работи, затоа што ако тоа изостанува, ништо нема да може да се сработи. Мене, кога не само со студентите, и со учениците во моето музичко училиште, кои што се помали, значи од 5 годишна возраст до 15, па и до 18, да кажеме, и средна школа, значи прво, кога ќе дојдам на час, значи што ги прашуваме како си поминавте изминатата недела. Значи да имаме еден разговор, да се опуштат, да има една убава и опуштена атмосфера и сакам да ме доживуваат како некој што не мисли лошо. Значи, не тутор, туку навистина пријател. Да. Значи, според мене наставникот треба да има авторитет со неговото знаење. Значи не со казни, не со помени, со не знам што. Напротив, треба да биде обрат, секогаш треба да се разговара, тоа знам дека е многу тешко, меѓутоа само тоа е начинот. Ако човек ќе сака работа. Средината, значи психолошката средина на детето да биде убава и затоа ќе сака да доаѓа на часови. Инаку и потоа следат. Вие како педагог многу треба да внимавате на тие работи. Дали некое дете гледа некое друго дете наопаку, дали некое дете на нешто му рекло. За мене тоа е број 1, значи на моите часови. Никој не сакам да се чувствува дискриминиран без разлика, значи на да не редам сега. Сега тоа модерно се нарекува булинг, малтретирање, како се вика тоа, на генерацијско малтретирање, нешто што го има по училиштата и навистина е меѓутоа знам. Мора да се работи навистина исклучително важно да се мисли, ова е порака до не знам до кој ќе биде сега Зоран Љутков, министер за култура или Весна Јанеска во образование, навистина ќе мора многу внимание да ова е бесплатен совет за нив. Многу внимание се посвети на овој дел, затоа што на крајот на криштата учебник или компјутер е нешто што се наоѓа, а основна култура, меѓучовечки релации, бога ми треба да се... Тоа е многу важно, да. А сега родителите, за жал, не дека не сакаат, меѓутоа во такво време живееме, да. И едноставно не е како времето кога ние живеевме, до 3 сат, нели, татко ми, мајка ми на работа. Така беше, да. И потоа си слободен, за викенди си слободен, имаш комуникација, сега тоа некако изостанува. А влеговме претходно во тој разговор, како успевате вие сите тие работи да ги склопите? Рековте со упорност, со не губење време на работите. Со не губење време на непрактични работи, меѓутоа човек па и сака и слободно време. Точно, да. Не мора да пие кафе. Кога имам слободно време, сакам на друг начин да го искористам, например да шетам во парк, во природа, да патувам, многу сакам да патувам, например често пати во годината, за тоа ги користам некои од средствата што ќе ги заработам. Сакам да патувам едноставно, тоа е моето... Тоа се богатството што остануваат. Инаку вие сте целосно музичко семејство. Да. Вашиот сопруг е легендарен, слободно можам да кажам, гитарист на Архангел.
тие што растеле со таа музика, а се сомнам дека има такви што не растеле со таа музика, знаат и тоа како, тоа мора да има силно влијание и врз вашите деца, инаку да кажеме, сега имавте неодамна вчера, завчера, годишнина вчера, да. Вчера, така сум погодил, годишнина од бракот. Уште една честитка вака на јавна сцена, да. Да. Како обстојуваат двајца музичари, кои што не се од исто милје, меѓутоа многу слично, заедно толку години очигледно. Не ве спојува сигурно само музиката, меѓутоа начинот на кој што вие живеете е специфичен, па чисто ме интересира. Вака можеби приватно прашање, можеби не треба да го поставам, да. Па не сме уметници дома. Да. Значи, да, често пати ме прашувале тоа, меѓутоа Гино инаку е инженер, металург, меѓутоа никогаш не го работел тоа, значи од секогаш си бил поврзан, да речеме, со музиката и така натаму, инаку поправа музички инструменти, претежно гитари, значи сите гитаристи го знаат, доаѓаат кај нас дома, во неговата работилница. Што е па посебен квалитет, апсолутно, да. Меѓутоа имаме и заедничко музичко студио каде што и таму ни се поделени, да речеме, улогите, затоа што ако тој е подобар во нешто, јас сигурно нема да му кажам како треба. Значи пак тука треба да нема суети. Кој е подобар музичар од нас? Да, затоа што не може да се измери кој е подобар музичар, бидејќи тоа се пак различни домени. Например, тој е подобар за миксање, за такви работи, за мастеринг и така натаму, тоа му го препуштам нему. Кога ќе треба, например, да се работат вокали, тоа го работам јас. И така, некако ете на тој начин. Сега што се однесува до приватниот живот, што вон музиката, да речеме, со децата повеќе сум јас, иако изгледа дека имам многу работа, па меѓутоа не е баш така, затоа што јас најголем дел од денот сум со децата всушност. А сето она што ќе ми остане го координирам за работа. Задолжително со нив се шетаме секој ден, дали во парк, дали... Да, значи големиот син свири пијано, малиот син свири виолина во музичкото училиште Илија Николовски Луи, малиот и пее исто така, има многу бав глас. Некој ќе рече кутрица што да прават, имаат ли избор овие освен да бидат музичери, па добро, пијано, виолина, вие сте исто така за виолина. Јас сум виолинист, да, сега ќе видиме, значи јас не би ги форсирала, меѓутоа би сакала да бидат музичари, но не би ги форсирала. Има страшно многу амбициозни родители кај нас, кои што се готови од своите деца да прават и нешто што не се. Многу има такви. И тоа не ми е никогаш не ми станало јасно. Се разбира дека му мислиш добро на своето дете, се разбира дека сакаш од него, меѓутоа твоите лични можеби и фрустрации во животот заради неуспеси да му ги наметнеш и да го принудиш да прави нешто што можеби не го сака или не доволно го сака е чиста казна. Дури ми кажуваат што треба да свири, што треба да пее и така. И тако нешто има, да. Така има, да. Ако не ти дал Господ, јас од 5 до 6 одделение свирев мандолина. Ако памтам добро, имаше една песна Конјух планино ме тераа да ја свирам. Мислам дека се каже Конјух планино, јас идев и не можев понатаму и ми рекоа ти само глуми дека свириш на да. Боже, свириш, девојчињата други ќе завршат работа, бела кошула седе вака и реков никогаш повеќе нема да се занимавам со таа работа. Но, Адријана Енеска, една песна и би сакал да ја пуштиме сега. Заветна се вика, стана, јас би рекол, алтернативна, неформална химна на Македонија. Нешто неверојатно, практично нема кој не ја знае, нема кој не ја сака, насекаде ја има. Оригинално тоа е дело на Пепи Бавтировски. Да, на браќата Барбаровски, Миле и Ѓорги, тие се композитори, а ја отпеа Пепи Бавтировски. Да. И таа песна која што е наистина исклучително убава. Да не бидам сега непотребни зборови, убава, наистина прекрасна, можеше и да остане некако забот на времето да ја изеде, ако ова се надевам нема да го знатите погрешно, ако вие и господинот Дурловски не ја извадивте практично на површина пред неколку години. Па драго ми е ако е така, а и гледам дека е така, бидејќи после нашиот припев навистина многу колеги ја препеа. И сега веќе и да нема манифестација, свадба и така натаму да не се пее таа песна. Тоа е и идејата на препевањето на песните. Значи, идејата е да продолжи да живее песната.
Така што... Но очигледно дадовте некој нов шмек. Дурловски е исклучителен пејач, вие сте се разбира и дадовте една нова класична димензија, аранжманот без никакво омаловажување, тама работа на Пепе Ватиловски се работи за великан. Тоа е, се работи за великан, меѓутоа дадовте една нова форма која што очигледно ги освои сите. И сега навистина забележувам дека и други пејачи, што не е ништо лошо, предпоставам да даваат своја форма, како се веќе се нарекува, но буквално стана втора химна во Македонија. Нема кој не ја знае сега веќе секаде. Да, таа песна ја препеавме 2019 година, инаку идејата ми тлееше поодамна. Ваша идеја? Да, моја беше идејата, да ја преработам заветно, со тоа што размислував како и кога и на кој начин. Меѓутоа кулминираше кога го променија нашето име. И... Да, во многу специфичен момент. Да, и јас баш во Охрид бев и си викам нешто морам да направам, значи имав некое такво чувство. Тогаш беше бласфемија да го правите тоа, богохулие за тие што не разбираат. Во моментов кога овие менуваат име и кога потпишуваат некои договори, вакво нешто да направи човек било вау, сигурно. Па ете, тоа си беше некое мое интимно чувство кое што сакав да го преточам. На некој начин, со тоа што сметав дека токму таа песна е соодветна за тој период, кога го менуваа нашето име. И размислував како сето тоа да се изведе, нели да не биде сепак сквернавење на песната, бидејќи таа самата по себе е преубава како дело и се разбира Пепи преубава ја пее. Меѓутоа, значи, како што кажав, да и го продолжиме на некој начин векот. Тогаш исто така се сетив дека можеби со Игор Дурловски би било уште така помпезно и така натаму. Кој што е првокласен оперски пејач, во исто време во тоа време се наоѓаше во многу специфична ситуација, нема потреба да потсетуваме, меѓутоа тој никогаш не бегал од така е, меѓутоа тој како музичар е светски оперски пејач. Мислам тоа нема збор и заради тоа одлучив едноставно заедно да го направиме тоа. Инаку сакавме да снимиме и спот во црквата Свети Спас, каде што е гробот на Гоце Делчев, меѓутоа за жал не добивме дозвола. Навистина? Да. Со кој образложение? Не знам, сега некое образложение, меѓутоа тоа ми беше идејата, за жал ете не успеавме. Па потоа најдов јас други некои алтернативи, па ете со убавините од Македонија и така натаму. Направивме едно видео и ја објавивме песната на 8 септември 2019 година. И влезе во легендите. Може ли режијата да замалам сега да го пуштиме ова парче? Ако е подготвено, навистина вреди да се ослуша неколку минути. Негде ќе те премолчат, негде ќе те сокријат, гроб со гроба ќе покријат. Само ти си бесмртна, жива вода подземна, кај што тонеш ти извираш. Само ти си бесмртна, жива вода подземна, кај што тонеш ти извираш. Векови преполни, заедно ке минеме, древна земјо македонска. Така е пишано, ништо да не
сакаат се што да измислат. Само ти си безсмртна, жива вода подземна, кај што тонеш ти извираш. Само ти си безсмртна, жива вода подземна, кај што тонеш ти извираш. Векови пеколни заедно ќе минеме, древна земјо македонска. Така е пишано, ништо да не минеме, ти без мене, јас без тебе. Векови пеколни заедно ќе минеме, древна земјо македонска. Така е пишано, сестро, ништо да не минеме, ти без мене, јас без тебе. Ти без мене, јас без тебе. Што да кажам, почитани гледачи, навистина мало ремек дело и изведба која што ве остава без зборови, намерно ја оставив, се разбира, целата песна чисто како еден момент на релаксација, иако целиот разговор, морам да признаам, е релаксиран и оди во правец кој што мене многу ми се допаѓа, меѓутоа навистина ова мало ремек дело заслужува на овој начин, со ваков стил испеање да се види. Просто ми е неверојатно дека не сте успеале тоа што рековте да го добиете правото да снимате во црквата Свети Спас, кај што е великанот Гоце Делчев. Кога сме кај Гоце Делчев, вие неодамна направивте уште еден потек, една детска балада посветена на Гоце Делчев и ја реаранжиравте така Да. и направивте сосема нов приказ на песната. Да, сега вака станува збор значи за балада за Гоце, која Така се вика, балада за така, Гоце. балада за Гоце, која што е отпеана 1978 година на Добро. Златно Славече, значи одамна. Златно Славече. Да, таа е детска песна всушност, Да. да. Меѓутоа неодамна имав прилика да ја отпеам во живо со Националниот џез оркестар. И сега таа верзија, од тој аранжман беше на Зоран Костадиновски, меѓутоа јас направив еден друг аранжман каде што врз кој што Зоран Љутков сними некои цитати, значи од исто така за Гоце. Така што тоа навистина мислам дека преубаво се вклопи. Уште едно богохулие на јавна сцена, идниот министер ќе го искараме во некоја друга прилика. Па меѓутоа, од каде идејата од детска балада? Тоа очигледно во таа балада имало некоја подлабока мисла. Да, таа кога песна сериозен музичар се нафатил да и даде па добро. суштина. Тука сега не беше како идеја не беше моја, меѓутоа моја беше на крај еве реализацијата, ако може така да кажам. Меѓутоа подолго време тлееше таа идеја. Меѓутоа ете сега дојде време да се направи, да се изработи. Јас се надевам дека и таа балада за Гоце ќе стане како заветна. Да се надевам. Да. И со Игор Џамбазов имавте минатата година? Мислам пред 2 години. Пред 2 години исто така една заедничка изведба на ми заплакала селото Ваташа. Така е. Исто така сега беше годишнина од убиството на 12 младинци, некако се поклопила, не е ниту договорено, ниту ништо, така се поклопи. Исто така едно навистина многу интересно остварување. Игор Џамбазов, за тие што не знаат, не верувам дека има некој што не знае, освен што е феноменален актер и шоумен, тој е исклучителен пејач. Да, супер пее. Идејата мене дури ми беше заедно да ја отпееме, значи како во дует, меѓутоа тој не сакаше. И на крај излезе вака и навистина мислам дека супер дојде, затоа што дадовме некоја друга димензија на самата Бубамара тогаш
И во тоа така чувствително време, инаку за песата Ваташа, главен виновник, така ќе кажаме, Ранко Бубамара, тој сакаше таа песна и сакаше јас да ја изведам. Морам да кажам дека немавме воопшто проби. Значи, само Од прва? концепт, да, од прва, бидејќи јас не бев во Македонија во тој период и дојдов директно на настапот. Можно е тоа, јас мислев дека за такви работи треба подготовки и чуда. Бидејќи сепак таму работат професионалци, значи професионален оркестар свири кој што имаше ноти, нотите јас мислам не ми требаа ноти бидејќи јас знаев песата, но како и да е, концептот го знаев како сето тоа ќе оди и дури подобро испадна. Заради тоа што да речеме на некој начин емоциите излегоа токму тогаш кога за прв пат ја отпеавме. Ајде и тоа да го послушаме. Денеска правам навистина исклучок 2 песни во оваа емисија. Некој ќе рече што е ова се што направил Драган. Меѓутоа навистина вреди да се послуша. Ако ја имаме, ми заплакало селото Ваташа, ја молам режијата и тоа да го пуштиме. Вие денеска што и терат некои умреле, како били како воа, а него ли денеска што ќе умрат? И се си коси кубиме по дворот, дур така и испукаа пушките. И толку беше. И закупаме ни чел, ни чар, так голи на мајци, боси. Си останаме безни. Заплакало селото Ваташа. Ми заплакало селото Ваташа. 13 роса младинци носат, моклишко горе вдолови. 13 роса младинци носат, моклишко горе вдолови. Втиквешко негде, в некое село, кај вслана тивко венеше цвете, убија дете. Последна солза од око капна кога на ридот есента стапна, в крви се изми утрото бело и кога в зраци челикот светна, последна мисла ко птица летна, мајка ми сама остана в село. Целото село станало на нога. Целото село станало на нога. детски очи, криевте в себе небесно катче. Румено крвје течеше в жили, в радост без почин. Кај око детско натопи земја, гороцветник на разлиста пролет. Кај крвта врела растопи слана, црвена роза закити поле. Желати кле
slušat, ne slušat narodot, dželati kleti, ne slušat, ne slušat narodot, mitrales Bogan, frlija ogan, vgradite maški, vahtaški. Mitrales Bogan, frlija ogan, vgradite maški, vahtaški. Majskата роза и цветот модер в мирисма молат. Закити, друже, огнена пушка со цвеќа млади, па напред појди и други деца брани со гради. Да, остана уште малку од оваа песна. Ја запремме затоа што прилично долго трае, се надевам дека нема да ни замерат гледачите. На крајот на крштата лесно може да се пронајде има на и во жива верзијата од Да. Ова Мара испотот. Значи ја има и на YouTube, секој што сака може да ја погледне. Во секој случај се работи за нешто исклучително и очигледно е ова што го правите во последно време навистина исклучително. Повторно ќе речам, скромна сте вака за мој поимање на нештата, правите одлични работи, а сето тоа делува како да е нешто нормално, природно, секојдневно. Полека доаѓаме до крајот на емисијата и сега сакам да влезам во еден дел кој што е условно кажано, повторно е поврзан со музиката, малку поинаков. Дали грешам, ова е моje лично чувство. Своевремено, можеби и вие кога почнувавте, имаше цела плејада на музичари, особено во ова мејнстрим музика, ако така може да се каже, кој што брзо се наметна, стана познати лица, хитови еден куп. Сето тоа беше како нормален дел од македонското творештво. Дали е само мој впечаток дека во последно време како да се намали тоа и бројот на пејачи и квалитетот, во смисол не се веќе толку препознатливи. Србите вадат, сега напамет зборам, или хрватите секој божи ден некои нови хитови, некои нови спотови, чудат тоа кај нас како да го снема. Или можеби јас живеам во тоа време, па уште ми се не знам нокаут во глава или не знам таму кој. Да. Вистина е, не е само ваш впечаток. Меѓутоа, тие работи се едно со друго поврзани. Не може сами пејачите да обстојуваат, тука се важни и медиумите. Сега во наше време, кога почнувавме ние, например, немаше тогаш социјални медиуми и мрежи, и практично фестивалите беа единствен медиум каде што можевме да се представиме и да имаме нова песна и така натаму. Телевизијата исто така. Но и сега има фестивали. Има и сега, меѓутоа сега младите сите се на TikTok, Не ги Instagram, интересира Facebook, тоа, да. Значи, тоа е една од причините и втора работа е тоа што навистина телевизиите исто така треба да се потрудат да направат некоја емисија соодветна, нели, за да се Само за представат тие, да. музичарите, заради тоа што или радиостаниците, значи Но предпоставувам дека и исплатливоста, условно кажано, уметноста е уметност, меѓутоа без пари па ништо не бива. Да. Исто така е проблем, вие денес да направите спот, предпоставувам треба сериозни средства, кои што човек ако не е богат, треба да ги смисли од некаде, да ги поземи, или да најде спонзори, па спонзорите тешко се наоѓаат. И сето тоа ја прави таа мисија прилично тешко. Па тоа е тоа. Знам дека е така. Сега замислете вие за еден многу добар спот, треба можеби и 10.000 евра да издвоите, што е непоимливо, например. Од каде човек да ги најде? Да, мислам, ненормално е, нели, сам толку пари да вложиш, а не знаеш дали ќе ти се вратат. Сепак, значи, нашиот пазар не е за жал како српскиот, а не можеме да се наметнеме на тие заради јазичната бариера, тие не ја прифаќаат. Не само заради јазичната бариера. Еве јас, например, во 2019 година имав
Значи не по моја желба ме поканија во Хрватска, значи отпеав неколку 2-3 песни на хрватски, меѓутоа таму законот е таков, едноставно не можете да се приближите. Значи си ги штитат нивните пејачи. Секогаш ќе бидете второстепени какви и да сте. А кај нас секој што ќе дојде е првостепен, ние сме второ, третостепени и така натаму. Ете тоа е работата. Значи системски треба од корен да се променат работите и додека не си го цениве нашето, ова вистина е така, ако звучи како флоскула, едноставно секогаш ете ќе се случуваат вакви Се работи. случуваат. И потоа некој ќе рече пејачите живеат супер, нив им е се како по бајка, меѓутоа не е така. Па не е баш така, јас заради тоа, например, во 4-та година средно, кога практично кариерата ми беше во подем, тогаш ги испеав Твоето писмо, моја Библија, со Маријан Стојановски дуетот, со Врчак дуетот, Своја на своето на Кале и така натаму. Навистина неколку хитови еден по друг. Имав, да речеме, една недоумица, дали да се запишам на факултетот за музичка уметност, дали да одам во странство, дали да продолжам со кариерата и така натаму. Многумина од тие мои колеги тогаш не се запишаа, например, на факултет, бидејќи сметаа дека супер им оди кариерата и така дека натаму. тоа може така. Меѓутоа тогаш ете јас некако мислам дека пресеков и сепак се решив за ова по долгава патека и варијанта, меѓутоа мислам дека сепак ете на крај не може во Македонија да обстанете едноставно само со тоа. Ете дојде една корона и што? И Од што толку, ќе со живеете? години сите во затвор, Така не е, со години, да. со месеци, меѓутоа практично направија пустеш на стената. Така е, јас сепак мислам, и мислев и тогаш и мислам се уште дека треба да се вложува многу во науката, во образованието и тоа никој не може да ни го одземе. А Дијана Анска, благодарам за вечерашново гостување. Тргнавме релаксирано во целиот разговор, меѓутоа мислам дека споделавме теми кои што се многу важни околу системот кој што мора да продуцира и квалитет во образование и кадри на крајот на крштата генерација кои што ќе ја оправаат оваа држава во времето кое што ги доаѓа. Значењето на уметноста, затоа и дадов еден наслов денеска, уметноста и патриотизмот имаат исто име, можеби е претенциозен, меѓутоа според мене е суштински и навистина секоја чест уште еднаш велам за ова докторска дисертација која што наскоро ќе биде книга и за начинот на кој што ќе ја промовирате таму во Пустецка и нашите луѓе кои што навистина ќе им треба. Се надам дека ќе имаме повторна прилика да се сретнеме во емисија. Јас се надевам, ми беше чест и задоволство. Почитувани гледачи, ете по оваа нестандардна емисија на Заспи ако можеш, ви велам тоа е се за вечера, утре во 15 часот се разбира репризното издание. Јас ти ви се јавам утре вечер, повторно во живо во 22:30 со нови гости. До тогаш пријатно.